Христос воскресе! Навистина воскресе! Христос воскресе! Навистина воскресе! Благословението Господово да дојде на вас од неговата благодат и човеколюбие, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Христос, вистинскиот Бог наш, кој воскресно од мртвите по молитвите на Сепречистата Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, по молитвите на светите славни сефални апостоли, по молитвите на светата великомаченичка недела, на светите жени мироносици, на светиот маченик Артемон и светата маченица Томаида, чии споменење спразнуваме, по молитвите на светите праведни богоци Јоаким и Јана и на сите свети, и да не помилува и да не спаси, како благ и човеколюбив.
Христос воскресе из мертвих, смертью смерть поправ. Исус живо в гробе, живо дарува. Молитвите на светите Отци наши, Господи, се Христе Боже наш, помилуј ме. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Драги браќа и сестри, овде присутни и почитувани оци и почитувани членови на црковниот одбор и сите овде кои што учествувавте во овој момент. Да ви го честитам овој ден и да ви го честитам овој празник. Голема радост, голема светиња, нешто што не очекувавме од почеток дека ќе се случи. И кога прв пат разговаравме со црковниот одбор за овој настан, никој не мислеше дека толку пара нозе ќе газат во овој двор на овој денешен ден. Меѓутоа, по молитвите на Светата Маченица Недела и на Света Богородица и на сите заштитници пред Бога за нас, ете се исполни времето, дочекавме благодарение и со благослов на нашиот митрополит Георги, да издействуваме да дојдат кај нас моштите од Светата Великомаченица Недела, барем за еден викенд да им се поклониме. Имаме прилика во овој манастир и на многу места има манастири и цркви посветени токму на Света Недела. Меѓутоа, кога и да појдеме ние таму, одиме, се молиме и се поклонуваме. Сега во овој момент ние имаме токму вистински физички присутен дел од Светата Маченица на кој се поклонуваме. Не дека без тоа таа не е овде со нас или дека не чува. Не дека без незините мошти и незината сила е помала. Туку напротив, нашата заедница со вакви моменти станува посилна, похрабра кон иднината и се разбира нашата заедница станува онака како што секоја христијанска заслужува да биде, а тоа е сплотена во љубов, во едномислие, преку верата во Светотроичниот Бог, кому слава сега и во сите векови. Амин. Утре од 8 часот започнуваме со утрената богослужба, да ни повелите сите, од 9 ги пречекуваме митрополитите Георги и Петар и епископот Климент, ќе бидат присутни и други високи и државни и црковни гости, да ни повелите заедно да го прославиме овој празник, да литургисуваме и да славиме. За многу години. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Победи и на оние
Вашему нам се, слава вечних Богу и на земле мир, Поздравляйте душа Твоя, Господи, разрече Божие спасение. Одеше веселе од Дејатија, јако жени красотија Тјавене, јако невеста красотија красотою. Великија ради слави Твоја, Господи Царю Небесни, Боже Отче Вседержителю, Господи Сине Единородни, Исусе Христе и святи душе. Господи Боже, Агнце Божи, Сине Отец, земля и грех мира, помилуй нас земля и грехи мира. Прими молитву нашу, седяй одесной Отца и помилуй нас. Яко Ти еси един свят, Ти еси един Господ, Исус Христос во славу Бога Отца. Благословен е Бог, Насјаде благословјот ја и восхвалю имја Твое во веки и во века. Сподоби Господи десе, без греха сохранити ся нам. Благословен си Господи Боже Отец наши, и хвално и прославлено имја Твое во веки. Амин. Буди Господи милост Твоја на нас, јако же уповако на Тја. Благословен си Господи, научи ја оправданием Твоим. Благословен си Господи, научи ја оправданием Твоим. Благословен си Господи, научи ја оправданием Твоим. Господи, приведи се, милоси нам протирот, Азре Господи, помилуј ја и цели душу мою, јако сом греших Тебе. Господи, к Тебе прибегнам, научи ја творити волю Твою, јако Ти еси Бог мој. Јако у Тебе источник живота, Твоите ангели, Господи, ќе се облечат во правда, преподобните Твои со радост ќе се возрадуваат. Постојано сега и Святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниже и присно на и своите рамена ја понесе во природата на веки. заблудените. Святи безсмертни, помилуј Постојано нас. сега и секогаш, во веки веков. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, рече Господ, нека го земе својот крст и нека врви по мене, постојано сега и секогаш и веков. Срце чисто ми создаде во тебе Бог, дух истински те облекла за утроба, постојано сега и секогаш и во веки веков. На Господа да се помолиме, Господи, ќе положи Господ на Твојата глава. Венец со скапоцени камења, живот си побарал и ќе ти даде многу денови, постојано сега секогаш и во веки веков. Воскреси с гроба и узи растерзале си Адам, разрушиле си осуждение смерти Господи. Ся от сете врага избавиви, јавиви же себе апостолом Твоим. Постале си ја на проповед и Тебе мир Твој подале си целеnej, едине многомилости.
zdravje že i spasenje, i osvjetlago je pospešenje, na dragi že pobjedo dolenje, i sokran jego na mnoga leta. Mnoga je leta, mnoga je leta, mnoga je leta. Preosveštenejše moje Gospodinu našemu Georgiju, pravoslavnom Idovoljeku Nebacom Českomu, dok se joj njegov oblak hrani moju pastvoju, odaš Gospodi zdravlješe i spasenje, i osjek blago je pospešenje, na tražiće pobjedu dolenje, i sukran jego na mnoga leta. Mnoga je leta, mnoga je leta, mnoga je leta. Preosveštenejši moji visokodostojnejši Gospodinu našemu sjemetu, Božju milostiju, pravoslavno moje Hristovu krasnejstvu. Odaš Gospodi zdravlje že i spasenje, i osjek blago je pospešenje, na dragi že pobjedo dolenje, i sokran jego na mnoga leta. Mnoga je leta, mnoga je leta, mnoga je leta. Imię i prysno i wo wieki wieków. Amin. Zniszczył jest i bezsmертne, no a Boga wrócił, jest i Da ne tiene un nuovo, questo
Твој свет глава. Помој. А? Тука помој, че доволно што ще раќа Стефанци. Здрофа. Ајде, Добрињаш ли му директно и дома? Кај си сега? Кој си сега? Општинава си. На плата. Nisam ti teči, sve ono strašno razno, neki što ga sve hodri. Čekam da rešim. Православен род наш христијански, да го спомне Господ Бог на царството Своje, постојано сега и секогаш и во веки веков. Амин. Блажен еш, Господ во царстви Своем, сега, ниње и присно, и во веки веков. Амин. Високо преосвещениот митрополит Преспанско-Пелагониски Петар да го спомне Господ Бог во своето царство, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Титорите
дарителите на овој свет манастир, пеачите, да ги спомне Господ Бог во своето царство. Денес е, браќа и сестри, празник, голем. Денес е празник на светите жени мироносици, оние кои што Христос Спасителот го прателе секогаш и не само тогаш кога немало никаква опасност по неговиот живот, туку напротив и во најтешките моменти од неговиот живот, по неговото неправедно осудување од еврејскиот народ и од Пилатот, кога тргнал Христос на Голгота да го носи крстот паѓајќи под него, а таму на Голгота биле само Мајката Божја, Пресвета Богородица, ученикот што тој го возлюби, свети Јован, Богослов, најмладиот апостол и жените мироносици. Тие беа со него, кога и апостолите се разбегаа според Христовите зборови, ќе го удрам пастирот и овците ќе се разбегаат. Ете, овие благородни и благословени души, жените мироносици, Христа го пратеа на Голгота и заедно ридеа и плачеа со Мајката Божја. Тие беа оние заедно со Јосиф и Никодим што го симнуваа од крстот, што помагаа, што го полеа телото негово со миро, како што пееме во црковната песна, на мртвите им прилега миро, па така по Христовото полагање во гроб, кога беше поставена и стража на самиот гроб според зборовите на фарисеите и старешините јудејски, дека постои можност, опасност да биде украден мртовецот, Христос Спасителот. Затоа била поставена стражата, а ноќе рано жените мироносици стигнаа на гробот, не плашејќи се од ништо, зашто љубовта на жените мироносици беше толку силна, што тие ги жртвуваа и своите животи за Христа Спасителот, кој што на крстот заради нас и заради нашето спасение го положи својот живот, ги зеде гревовите на целото човештво од постанокот до крајот на светот и на тој начин даде можност целиот род човечки да се избави од гревот и смртта, зашто не можеше никој да го избави грешниот човек од гревот и смртта, што беа последица на првородниот грев на нашите прародители Адам и Ева. Зашто сите беа грешни и сите беа под власта на сатаната, и дури и старозаветните праведници, кога Христос со крстот влезе во адот со душата своја и со крстот и ги избави од гревот и од смртта нашите прародители Адама и Ева, и сите старозаветни праведници, и сите оние што верувале во Месијата, Спасителот Христос, како што било прескажано во првото протоевангелието, уште поставувам непријателство измеѓу тебе и жената, измеѓу сатаната и родот човечки, измеѓу семето нејзино и семето твое, тоа ќе ти застане на главата, се мисли Христос, и застана на сатаната на главата, а ти ќе го каснеш за петицата. Тоа значело дека токму сатаната преку лошите луѓе, преку предавниците, почнувајќи од Јуда Искариотски, неговиот апостол, па и сите старозаветни старешини,
некои од првосвештениците, а се разбира фарисеите и садукеите, побарале Христа Спасителот да биде распнат и сатаната мислел дека ако е веќе распнат на крстот, завршено е со Христа нашиот Спасител. Но токму на тоа се натакнал сатаната на крстот, кога помислил дека е мртов, тогаш Христос Спасителот со смртта своја, смртта ја уништи и нам ни дарува живот вечен, зашто во третиот ден, како што беше веќе прескажал, ако го урнете овој храм, мислејќи на неговото свето тело, за 3 дена ќе го подигнам, односно ќе го воскресне своето тело. Денеска македонската жена се обраќам кон женскиот род, кон мајките и кон девојките што треба да станат мајки. Вие или ќе ја спасите, или ќе ја уништите Македонија. Се што ќе зачне во вашата утроба треба да се роди, ако сакаме да се спаси нашата Македонија. Најнапред да му заблагодариме на Бога за овој благословен, благодатен ден, радосен ден што Господ ни го даде, благодарение на желбата и на загалагањата на жителите на Оровник и на сите останати со нив, на парохискиот свештеник и на свештенството. Моштите на Света недела барем на 2 дена да бидат тука, во ова место свето кое што е посветено на оваа голема маченичката и ние да имаме можност да се поклониме и да одадеме почит на оваа голема светителка. Неизмерна благодарност на неговото високо преосвещенство, митрополитот Преспанско-Пелагонински господин Петар и епископот Хераклејски господин Климент, што беа со нас денес на ова значајно литургиско собрание да ни ја зголемат радоста. Благодарност до сите вас што учествувавте во подготовките, до сите овие прекрасно облечени момчиња, девојчињата во народни носи, до хорот за прекрасното пеење, до сите вас што сте овде. Нема поголема радост кога ќе се види народот сплотен од целата епархија, од Охрид, Дебарца, Струга, од другите епархии од Македонија, тука и отец Горан од Алексинец, значи имаме со нас и надвор од Македонија кои дојда да ни се придружат. Господ да ни ја чува и да ни ја пази радоста, ние да живееме во и со Христа, во и за црквата, да ова радост што ја имаме со нас, да ја понесеме во нашите домови. Господ да биде со вас на многу години, чести да е денот. Амин. Епископ и да зборува свештеник, што би рекол народот, владиката збори да не збори после попот, ама како парохиски и свештеник должност ми е пред овде јавно да се заблагодарам во моје лично име како парохиски свештеник во црковниот одбор, од име на црковниот одбор во село Оровник, на сите вас за целиот вложен труд. Огромна беше честа, огромни беа главоболките, дори дојдовме до момент, но сето тоа вредеше и се исплатеше. И голема благодарност до вас, ваше високо преосвештенство, што на вистина ја збогативте ова радост. Ретко, речи си никогаш од парохијава нема да наистина. Никога не има на кои со кои се рекираме. И што се пати и ќе остане. Во таа чест, ние припремивме нешто скромно, еден подарок да имате од нас спомен. Ви подготвивме за вас високо презаштенечи комплет одејание со народен традиционален македонски вез. Со здравје да си ги носите и други години да ги служите и во сето време да ни поменаме. А
за двајцата епископи кои ни ја уште толку ни ја зголемија радоста. Исто така сакаме да ви оставиме нешто скромно да имате за спомен од нас. Високо пресвештенейши, да повелите едно мало одејание приготвено по ваша мерка за на некоја служба вечерна или утрена која ќе присуствувате, да се подсетите дека ете бевме во Оровник. А и некој што рече отецов дека било тешко некој свештеник да зборува после владици, има една српска поговорка, вели 300 без попот ништо. Свештенейши, да сте ни здрав и жив и ви благодариме што не удостоивте и за вас едно мало одејание, со здраве да си ги носите и уште еднаш огромна благодарност од цело Оровник, од цела Дебарца, од цела епархија, од сите